Катастрофална е состојбата во општина Кочани, истакна денеска на својот прв прес ВД градоначалникот Венко Крстевски. Недостасуваат човечки ресурси во територијалната противпожарна единица Кочани. Комуналното јавно претпријатие Водовод Кочани е без директор и со долг од 3 милиони евра, најмногу по основ на електрична енергија. Основно училиште 2 години не плаќало сметки за вода. Нема доволно инспектори, па лоша е кадровската состојба и во општината. Крстевски посочи дека ќе се работи со цел да се изнајдат решенија на сите проблеми во овој краток временски период до изборите во октомври. Затечена е хаотична состојба со нецелосни проекти, таква и во комуналното јавно претпријатие, каде што се уште имаме правен галијаматијас. Не се знае дали имаме директор и дали таа оставка е валидна. Немаме технички директор. Катастрофална е ситуацијата и состојбата со човечките ресурси во пожарната, значи потребни од минимум 32 пожарникари, имаме 16. Едноставно, целата ситуација е таква како што е, меѓутоа, на мене како ВД градоначалник, со помош на целата јавност во Кочани, ќе се зафатиме со силна и сериозна работа и мора да има драстични промени. Алармантна е ситуацијата и со дивоградбите, посочи Крстевски и додаде дека со тоа е нарушена состојбата во градот. Истакна дека во наредниот период освен ова ќе се реализираат и сите започнати проекти од претходниот градоначалник. Најавувам сериозна борба против дивоградбите и отпочнување на кривични пријави на секој оној кој што ќе биде затечен за градење на дивоградба согласно со закон. Нема да има никаква толеранција, нема да има никакви отстапки спрема никого. Исто така, сакам да кажам дека сите проекти кои што се започнати од претходниот градоначалник ќе бидат продолжени и во оваа прилика би сакал да упатам апел до сите градоначалници. Исто така да упатам апел посебен и до владата, бидејќи од страна на премиерот имаше обеќање дека ќе има сериозна финансиска поддршка за општина Кочани, истото да биде реализирано што е можно побрзо на наредните седници од влада, а апелот до градоначалниците ќе биде да ни помогнат логистички во делот со инспекторатите и во секој градоначалник поединечно јас ќе го контактирам, бидејќи сметам дека од секоја општина можеме да имаме ефективен придонес во зависност од проблематиката. Кочани еден месец беше без градоначалник откако претходниот Љупчо Папазов си даде оставка ден по трагедијата во дискотеката Пулс. Без директорот пред неколку дена е комуналното јавно претпријатие Водовод Кочани, а општината нема и секретар. Крстевски најави дека овие места ќе се пополнат со внатрешни луѓе, бидејќи тие најдобро ги знаат проблематиките и нема време за поставување кадар од надвор.